Марија Маринковска е втора потврдена жртва на серискиот убиец од Старо Негоричане, 25-годишниот Трајко Бојковски, потврдила обдукцијата. На телото на 35-годишната жена, која почина пред 1 месец и беше погребана, а сега ексхумирана, биле пронајдени траги од убиецот. Вештачењето покажало повеќе повреди, меѓу кои биле давење и удари во глава. Утре ќе се ексхумира уште една негова потенцијална жртва, повозрасна жена, посочија на брифингот со новинарите од обвинителството. Велат постојат индиции за кривично дело, но време и место на нејзината смрт не откриваат во интерес на истрагата. Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување на истражна постапка спрема истото лице, со што фактички ја прошири истрагата за уште едно кривично дело убиство, кое согласно кривичниот законник е кривично дело убиство од член 123 став 3 од кривичниот законник, за кое дело е предвидена доживотна казна затвор. Во текот на наредните денови е планирано уште една ексхумација за уште една жртва за која што се сомневаме дека е жртва од кривично дело. Мотивот за убиствата за сега не е утврден, а во однос на потврдените жртви од обвинителството велат дека во моментов нема докази за силување. Во домот на серискиот убиец, кој има историја на кражби, не бил пронајден ниту еден предмет кој бил во сопственост на двете потврдени жртви, со што во прашање се носи мотивот кражба. Не се исклучуваат ниту дополнителни ексхумации доколку има индиции за такво нешто. Ќе се разгледуваат сите жртви од сличен профил во регионот кои живееле сами. За сега од обвинителството велат дека нема да шпекулираат околу бројката на можни жртви. Оттаму посочија дека ќе чекаат психијатриско вештачење што треба да ја утврди психичката состојба на Бојковски, пошто од затворот во Куманово, каде е во самица, ќе биде однесен на распит во обвинителството. Обвинителот Лапе до СВР Куманово веќе издали специјална наредба да се соберат сите пријави кои пристигнале до полицијата, кои можат да бидат сомнителни и да укажуваат на уште некое кривично дело на убиецот. Формиран е штаб од повеќе институции кои ќе утврдува пропусти од страна на докторите и полицајците, и оние кои биле на терен по убиствата, и оние кои примале пријави, што треба да покаже дали се постапувало соодветно и дали можела да се спречи нечија смрт. Дополнително ќе се истражува и дали има други инволвирани лица, меѓу нив и семејството на Бојковски. Трајко Бојковски, овчар од Старо Негоричане, беше лишен од слобода по неуспешен напад на повозрасна жена од село Челопек. Потоа започнаа низата постапки кои отворија сомнеж дека имал успешни напади кои резултирале со смрт, а првата која беше потврдена од обвинителството дека ја убил е 77 годишна жена од истото село.